Океј. Дечки, денеска зборуваме за 2 правила за среќен живот. Свикате ми пишуваат многу. Кои се двете правила? Кои се двете правила? Треба да ги објасниме двете правила. Убави правила се. И ќе почнам прво со нешто кое што сакам да го објаснам, за да можеме да го објасниме првото правило. Ова е од една убава книга од Хабард. Ќе ги прочитам двете правила, па ќе ги објаснам. Прво вика, бидете способни да искусите се или да соочите се. Тоа е првото правило. Видите, работите кои што не можеме да ги соочиме, работите кои што ни се слабост да ги соочиме, универзумот секогаш ќе ни ги става пред нос. Универзумот е интересен. Ако имате некоја слабост да не можете нешто да соочите, тие работи ќе доаѓаат пред вас. Секогаш е така. Сега, Ива, фала ти, добар сум, ама викам, во цитатот, гледате, имаме нов дуксер, најдобро сме кога не мислиме како сме. Така да, шо помалку мислам како сум, тоа ќе бидам подобар. Ама добар сум. Фала. Фала ти, Ива. Колку повеќе имаме слабости кои што не можеме да ги соочиме, толку повеќе работите ќе доаѓаат пред нас. Ајде пример да ви дадам. Имате некоја жена која што сопругот цело време се вики, цело време на љутина. И жената не може да го соочи тоа. Не може, се плаши. Знаете, стравот е несоочување. Не викам да се тепате со некој кој што ви вика, ама да го соочите. Да го погнеш во очи, дури да му се насмевнеш и да ти е окей да го видиш тоа, да го искусиш гневот, да искусиш целата таа ситуација. Што се случува кога луѓето се плашат, луѓето го привлекуваат од универзумот тоа од кој што бегаат. Така зошто? Затоа што не може да се соочат со тоа нешто. И што ќе се случува во случајот со женава која што се плаши од сопругот кој што цело време вика, цело време прети, така, не де Боже да користи насилство по дома. И што се случува кога се плашат луѓето во такви ситуации? Тоа се повторува. Гледате, ако имате некоја ситуација која што не можете да ја соочите, не можете да и погледнете у очи на некоја ситуација или на човек, sejedно. Гледате, човекот треба да ја препознае вистината на тој начин што ќе погледне во очи на вистината. Луѓето кога бегаат од вистината, повеќе лаги има во нивниот живот. Ако сте приметиле, луѓе кои што не сакаат да се соочат со вистината, не сакаат да се признаат вистината, повеќе лаги ќе има околу нив. И колку помалку се соочуваат, толку помалку може да ја восприемат вистината. Толку повеќе ќе се согласуваат со лаги и животот станува катастрофален. Затоа што не може да погледне на вистината. Не секогаш е лесно да погледнете во очи на нештото кое што е пред вас. Можеби не е окей, можеби не е добро, човекот се плаши, не сака да го соочи тоа нешто ќе трае. Гледате, тоа нешто ќе трае. Зошто? Затоа што не можеме да го соочиме нештото. Во моментот кога нештото ќе можеш да го соочиш, ти со нештото можеш да се справиш. Кога не можеш да се соочиш со нештото, не можеш со нештото да се справиш. Човекот има нешто, ќе се пресече на раката, не може да гледа крв, ќе испаничи, мора да дое некој кој што може да се соочи со крв за да го преврзе, така ли? Докторите во конкретниот случај може да се соочат со многу ситуации. Така може да се соочат со ковид, може да се соочат со рани, може да се соочат со било што и на тој начин ги справуваат некои нешта. Во животот ако не можете да се соочите со нешто, то немате шанси да се справите со тоа нешто. И поради тоа што не се справувате со тоа нешто ќе доаѓа повторно пред вашиот нос. Ќе се позиционира цело време пред вас, затоа што универзумот е интересен. Универзумот секогаш ќе ги испита, ќе ги истражи слабостите на еден човек. Универзумот интересна работа е. Најде ахилова пета, најде слабост кај некој човек, тоа нешто ќе доаѓа пред неговиот нос. И може би е затоа што сака универзумот да ни помогне да рече, еднаш дај соочи се со ова нешто, дај превземи одговорност, затоа што не соочувањето е неодговорност. Не соочувањето е неодговорност. Може би има некој човек кој што цело време на некое работно место каде што го малтретираат, каде што едноставно нема добра енергија, каде што го подценуваат, каде го маловажуваат. Човеков не сака се соочи со нештото. Не сака да му застане на пат на тоа. Како? Може да рече, да направи убав муабет, да рече, слушајте, јас се чувствувам подценет, него користам мојот потенцијал тука, не викам дека има некоја грешка, може би едноставно не го барате тоа што имам јас да го дадам, ама би сакал во мојот живот да направам нешто повеќе, во оваа ситуација би сакал да си дадам отказ поради тоа што едноставно не сум среќен во фирмата во која што сум. Да,
Сега почнува многу логичното објаснување зошто човекот не може се соочи со сето тоа. Гледате, ама екзистенција, факт е, ја не викам дека не треба човекот да има екзистенција, треба да има екзистенција. Но се понатаму, гледате, секоја лага има логично објаснување во позадина на многу нешта. Логичните објаснувања позади секој едно нешто кое што не го превземаме, што е фактички неодговорно, затоа што ние ако сакаме да го подобриме животот, мораме да преземеме одговорност, што значи да се соочиме со дадени ситуации во нашиот живот кои што не се најоптимални. Човекот се плаши да ги соочи тие ситуации, се плаши да влезе у ризик, затоа што, може сега ќе нема работа, може би, не знам, некоја девојка со некој момче која што малтретира, се вика, боле ова момче затоа што имам 38 години, се вика, кај ќе најдем друго некој момче затоа што на 38 години дал ќе ме сакаат ваква, или нема да ме сакаат ваква затоа што јас имам своји мани, ама заради тоа што јас имам своји мани, добар е он, ако ме малтретира, ако е насилен и така натаму, и она ќе си се сложи со тоа, ќе се најде еден куп оправданија зашто да остане во таа ситуација. Зошто? Затоа што е слабата точка. Која е слабата точка? Можеби има слаба точка поради тоа што родителите како мала ја бедиле дека не е добра, дека не чини, дека не ја бива, дека сите мажи се такви, па нема да најдеш болји од тој. Што и да избореле незините, направиле во дадена ситуација во незиниот карактер некој тип на несигурност, некој тип на немање на самодоверба. И сега девојкава го оправдува сето тоа и ќе се сложи со живот кој што е, ајде така да речем, можеби не катастрофален, ама не според тоа што она го замислила, и сега за си го оправда сето тоа, она ќе рече, ама добро, леш, идеалното е невозможно во овој универзум, трагаме по идеалното, ама дај да се задоволам со тоа што го имам, поради тоа што бла 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 бла. Еден куп оправданија. Или момчево. Така со некоја девојка која што очигледно не е за него, го инвалидизира, го омаловажува, го критикува, он никогаш не јаре на неа, ама поради една или друга работа, веројатно затоа што му ја уништила самодовербата баш таа девојка или други пред неа такви, човеков не е во состојба да соочи дека пред него има некој кој што не е за него. И не сака да донесе одлука поврзана со таа тема. И ќе си трае, и ќе ја објасни постапката, и ќе ја оправда постапката, и ќе направи било што кое што е логично, поради тоа што е тешко да се соочи. Човекот кога има тешкост во соочувањето, он ќе најде оправданија за да биде полесно несоочувањето. Слушайте го. Кога човекот му е тешко да соочи нешто, он ќе најде логичност во неоптималностите за да му биде лесно несоочувањето. Зашто човекот длабоко во себе он знае кога не соочува, он е духовно битие, ние имаме интуиција, ние знаеме кога глупости си кажуваме еден на друг. Но у суштина, ако човекот не е храбар, затоа што гледате, храброста и среќата вибрираат на иста фреквенција. Храброста и среќата вибрираат, не среќа да сум среќа, него што ме бие среќа. Кога човекот сте виделе како викаат среќата ги прати храбрите, баш затоа што храброста и среќата вибрираат на иста фреквенција. Човекот за да соочи нешто и да направи промени мора да има голема храброст. Што ќе се случи после тоа? После тоа прво што ќе се случи, ќе зажали зашто таа одлука, зашто се вика, абе и таму кај што беве, добро беше, окей, ама ако истрае малку понатаму, ќе дојде среќата, затоа што таа вибрира на иста фреквенција со храброста. Гледайте, ако човекот не може да ги соочи некои работи пред него што се, тие работи ќе доаѓаат пред неговиот нос. Цело време. Замислете, имате некој, не знам, може би некоја керка, ја лаже мајки или го лаже татко и татко не сака да влезе у конфликт со керката, затоа што керката ќе се затвори у соба и не им збори 3 дена после тоа. Зашо не им збори 3 дена после тоа? Зашто очигледно прави нешто што не е најоптимално, иначе ќе збореше и сега не сака да ја прашат, не ја праши ништо, не ја праши, остае така за да не се затвори, ама ова ја нема, чудно се понаша, чудно се однесува со нив, не доаѓа дома, доаѓа касно. Гледа дека има некои неоптималности, ама не сака да ја прашат, не сака да ја седнат да направат муавет, затоа што сега боле вака за не биде нешто, ќе се затвори 3 дена и после тоа, или ќе отиде кај некоја другарка ако се изнервира, нема се врати 3 дена дома. Океј, мора се најде начин како се направи разговорот, мора се најде начин како се направи муаветот, затоа што гледате, луѓето не сакаат да соочат нешто ако
Многу е тешко да соочиме некои работи, особено ако и ние имаме направено грешка, така ли? Ако ние правиме постојано компромис со дадена ситуација, нашата способност да соочување еродира. Душата и способноста да соочиме се разорува на тој начин што постојано правиме компромис. И ние знаеме некојаш да подлажеме, да прекриеме, и сега затоа што ти си подлажуваш, а зашто некојаш луѓето лажат? Зашто луѓето прикриват? Затоа што другата страна го имаш човек што е тешко да се соочиш, со кој што тешко е да збориш, кој што цело време ти вика, те критикува, те омаловажува, си викаш, леле, ако му кажам па една работа, па ќе направи проблем од овој 4 дена ќе се расправаме, си викаш боле да скриеш. Не е боле да скриеш. Затоа што колку поише криеш, толку поише нивото да го соочиш истиот тој човек на тој начин каков што е, ти се намалува. И луѓето што прават? Влагаат у сопствена замка. Си викаш, дај ке преќутам, ке прекријам. Они имат еден куп, ајде да кажеме, мали лаги. Така? Кои што, поради тоа што имаат околу нив некој човек, видите некој човек кој што е тежок карактер. Во таа фамилија видите луѓе кои што почнуваат да лажат. Зашто почнуваат да лажат? Си викаш, само за да не дојам у конфликт со овој, кој ќе го трпи, ќе ми направи проблем. И си викаш, линија на помал отпор. Ама гледайте, имав еден цитат. Линија на помал отпор не гради мускули за живот. По линија на помал отпор, лагата е линија на помал отпор. И ќе прелаже, и после тоа е уште потешко да се соочи овој тешкиот човек. Зашто? Затоа што нашата способност и мој да соочиме преку нашите лаги еродирала, се намалила, затоа што не сме застанале со став, не сме биле тука да ја погледнеме вистината у очи и да не се согласиме со нештото кое што не е добро. Линија на помал отпор. Линија на помал отпор. Линија на помал отпор е еден куп оправдани у животот ќе се измислиме. И што се случува? Живееме псевдоживот, лажен живот. Живот во кој што не сме среќни, живот во кој што едноставно мораме да криеме работи. Мораме да голтаме работи. Мораме да замижуваме на некои работи пред нас. Не, ама првото правило за среќен живот, гледате што вика, биди волен да соочиш или искусиш се. Што тоа значи? Ако има нешто тешко пред тебе, сакаш да направиш муабет, боле соочи се со тоа нешто сега. Затоа што ако почнеш да го избегнуваш истото нешто кое што цело време како проблем ти доаѓа пред тебе, можеби да е човек, можеби да е некоја ситуација, не ќе да го искусиш тоа, не ќе да се соочиш со едно нешто кое што цело време ти е пред нос, и што се случува, почнаш да се повлекуваш од тоа нешто. Како се повлекуваш од тоа нешто, повеќе такви нешта привлекуваш. Колку повеќе се повлекуваш, повеќе негативни нешта привлекуваш. Ова нека биде цитат, Сандра ќе остави. Колку повеќе се повлекуваш, толку негативни нешта привлекуваш. Зашто? Затоа што се повлекуваш. Соочувањето не е повлекување. Ете, соочувањето не е повлекување. Соочувањето е истакнување за вземање на простор, погледнување на нештото кое што не е окей. Човеков не може да се соочи дека треба забите да се ги направи. Зошто? Од болка. Не е убаво да се искуси таа болка. Не ќе да искуси болка. Никој човек не сака да искуси болка. Никој човек не сака да искуси љутина. Никој човек не сака да искуси омраза. Никој човек не сака да искуси викање. И обично ќе најде на такви ликови во неговиот живот. Замислете, детево имал татко кој што цело време се дерал, цело време викал, цело време едноставно се дерал, љутина, го маловажувал, го псуел, го деградирал, го понижувал. Детево цело време си ќути, си трае, се повлекува, избегнува. Не викам дека треба се тепа со татко, ма се разбереме, не така. Ама, ќе дојде време и ќе дојде период кој ќе застане и ќе рече, тато, слушај, секој ти респект за тоа што си ме обучил убави работи, зашто имаш убави работи во твојот карактер, но ова што е со викањево и со идење, тоа не може да го трпам, мислам дека не е во ред. Ниеден човек не мора да го трпи. Ова мама што те трпи е исклучиво нејзина работа, ама ја не морам. Така да ќе бидам твој син и понатаму, би сакал да имаш убава комуникација со мене, ама ја од утре си најдов стан, доволно сум возрасен, полнолетен, имам 18-19 години, ама, извини, ова не е за мене начин да живеам постојано така, зашто секој ден ми викаш. А не гледам дека има причина за тоа. Ти ја наоѓаш причината дека има,
Ама јас се трудам да бидам најдобар и мислам дека не е така. Ама впрочем се дереш на сите околу нас. Ама окей, јас те сакам, ќе те почитувам како татко за многу бавите работи, ама знаеш што, тато, можам и да си заминам и ќе доаѓам сабота и недела да ве гледам и се надам дека ќе имам убава конверзација. Окей, човеков го направил тоа. Што ќе се деси у сабота и недела? Ќе дојде, татко му ќе му се развика, тато, правевме муабет за ова, јас сега ќе сведам те почитувам многу за убавите работи зашто ги имаш, ама не морам да го толерирам ова викање, затоа што стварно ми смета. Окей, он се соочува со тоа нешто. Така ли? Имате друга ситуација. И нареден пат веројатно кога ќе дојде кај татко му нема да му се дере. Зошто? Затоа што прво гледа дека татко му не предизвикува ефект врз него. Кога ќе видите некои луѓе кои што да кажеме се насилни или викаат, он кога ќе види дека му се плашиш, кога ќе го намири со стравот, он ќе продолжи да го прави тоа. Зошто го прави тоа? За да те контролира. Затоа што луѓето прво немате сакаат кога немате контролираат, ама после ќе те засакаат. Гледате интересен феномен на универзумот. Кога на почетокот луѓето нема да те сакаат, ако им излезеш надвор од контрола, ќе протестираат, затоа што нивниот подсвесен реактивен ум, кој што е неразумен ум, сака да те доминира и сака да те контролира. Ама кога ќе му се трнеш надвор од таа контрола, он ќе почне да те почитува. Зошто? Затоа што неговиот разум исто знае дека не треба да се дере, не треба да вика, не треба да не Боже да те тепа. Така, не треба да го прави тоа. Он знае, свесен е. И се додека ти се подценуваш и не се соочиш со тоа нешто, он не те цени. Ме разбирате? Не те цени. Зашто? Затоа што ти не се цениш. И сега, ако има некој човек што цело време се плаши и се повлекува од некои такви ситуации, што ќе му се случи на него во неговиот живот? Ќе му дојде истото тоа. Пак и пак и пак и пак. Така, значи, повлекувањето не е нешто кое што успева. Ајде да се вратам на примеров. Татко го инвалидизира, го маловажува синов. Може да биде и мајката. Неди мајки има такви. Така, цело време го деградира, цело време нешто му наоѓа мани, цело време го критикува. Се синов нешто не е окей. Или керката не е окей. Или таткото керката ја омаловажува, на таткото на керката и се дере, прави сцени таткото на керката. Ова не може се соочи, лаже, бега, ескивира, бетер прави, го лаже после тоа. Заглавила некаде до 2 сата, ама сега сите другарки и лажат, затоа што таткото не сме да дознае дека кај било она, мајката треба да лаже да ја покрива. Другарките лажат, братучетки со која што излегла и она треба да лаже. Сите лажат. Зашто? Никој не може да се соочи со човекот. Ме разбирате? И сега што се случува со таа девојка? Таа девојка цело време бега. Прво бега од сама себе дека лаже, и второ бега од, можеби, човек со кој што треба да седне да направи муабет и да има свој став. Што ќе се случи со оваа девојка? Не секогаш е ова што ќе го кажам се, но знаете што некогаш се случува? Девојкава ќе си најде дечко и сопруг кој што ќе биде таков. Зошто? Не се справила со првата ситуација. Гледате, не се справила со првата ситуација. И сега, не се справила со таткото, не се реформирала со него, не се соочила со таа ситуација. Што се случува? Чудно ли чудо, девојката наидува на некој дечко, на некој сопруг у иднина, кој што ќе го прави истото. Си викаш, зошто е ова вака? Затоа што не се соочила со претходните такви ситуации и затоа што бега од тој проблем. И кога човекот бега од еден тип на проблем, ќе се враќа тој проблем постојано и постојано и постојано пред нејзиниот нос. Не мораме на насилството да одговараме со насилство, не мораме на викањето да одговараме со викање. Знаете, можеме едноставно да сме волни да го соочиме нештото, и ако го соочиш, можеш да се справиш на многу мирен, на многу сталожен, на многу кул начин. Ама првото правило е не бегај од работите кои што се негативни во твојот живот. Тоа е првото правило за среќен живот. Имаш негативни работи, соочи ги, биди волен да ги искусиш. Сега второто правило е уште побаво. Второто правило вика причини ги само оние нешта кои што другите се способни лесно да ги искусат. Причини ги само оние нешта кои што на другите им е лесно, другите се способни лесно да ги искусат. Ова е цитат од Хабард. Прво правило вика бидете способни да искусите се или да соочите се, и второ предизвикај ги само оние нешта кои што другите можат лесно да ги искусат. Сега, што значи ова да ги причиниме
нештата кои што другите можат лесно да ги искусат. Што значи ова? Гледате, тоа значи дека ако ти ги причиниш некои работи каде што се окей, кои што се коректни. Замислете направиме нешто кое што е деструктивно за некој друг човек. Обично, затоа што знаеме дека не му е лесно на другиот човек да го искуси тоа нешто, он ќе почне тоа нешто да го крие. Зашто? Затоа што не ќе другиот да го повреди. Имате ситуација каде што некоја девојка го преварило момчето, и се она знае дека ако му каже, на него му е тешко тоа да го искуси, и што ќе направи, ќе го крие. Што ќе се случи кога ќе го крие? Ќе почне да се кае во врска со тие ситуации. И што ќе почне да се случува? Ќе почне и комуникацијата да не иде како што треба, и ќе почне некои нешта да не идат како што треба, затоа што едноставно човекот предизвикал некои нешта кои што не било окей. Што тоа ни кажува? Во животот мораме да направиме работи кои што се окей. И ако не мораме да ги криеме тие нешта, ќе имаме уште поголемо соочување кој тој човек. Знаете, не им грешиме на луѓето. Кога не им грешиме на луѓето, ние ќе бидеме среќни кон тие луѓе. Ама ако имаме луѓе на кои што сме им сгрешиле, прво ќе сакаме да ги одбегнеме, второ, едноставно ќе почнеме да мислиме за многу работи кои што сме ги направиле, кои што не биле окей. Така да, ако креираме работи кои што можеме да ги споделиме со другите луѓе, а тоа се работи кои што се окей, така, кои што се убави направени. Ама ако човекот креира постојано работи кои што не се добри, кои што мора да ги крие, кои што мора да ги едноставно да ги спакува некаде у позади, никој да не ги открие, ами тој човек е у страв пак. Од што е у страв? Е страв од сам себе. Страв е од делата, страв е да не биде откриен. Што ќе се случи ако биде откриен? Гледаш, не може да ужива човекот. Зошто? Затоа што ако ги каже, можеби некој ќе биде повреден. Ние сме добри битија, не сакаме да повредуваме други луѓе, ама пред да направиме нешто мора да размислиме што правиме. И дали нештото како акција е добра, баш ова треба да си го прашаме, окей? Ако некој друг направи такво нешто врз мене, дали мене би ми било лесно да го соочам тоа нешто? Ако некој нешто направи врз мене, имате некој човек кој што сака да направи некоја акција и си вика да ја направам, да не ја направам. Тестот прашајте се, ако ти некој ти ја направи таа акција на тебе, дали би ти било лесно да ја соочиш таа акција? Ако не ти е лесно да ја соочиш, не ја прави ти. Не му го правите на другиот тоа што не сакаш да ти биде направено на тебе. Фактички тоа е мотото. Колку повеќе правиме акции кои што на другите им е лесно да ги искусат, кои што можат лесно да ги соочат, толку поубаво се чувствуваме ние. Толку голем простор имаме там. И гледайте, ако имаме едноставно чист простор околу нас, немаме што да криеме, немаме што да спакуваме позади, на крај краишта ти е многу и полесно да донесеш некои одлуки во твојот живот. Но што се случува кога човекот има работи во својот живот кои што не се најоптимално направени, тогаш си викаш, морам да трпам, морам ова, морам она. Зашто? Затоа што знаеш дека и од твојата страна не е се најчисто. Така. Затоа немојте да го правите нештото, особено да не им сгрешувате или да не криете работи на луѓе кои што се стварно тешки карактери, затоа што гледајте, кои имате луѓе кои што се добри карактери, ќе му кажеш дека нештото си го сгрешил, сакаш да превземеш одговорност. Човекот комуницира за работи кои што сака да превземе одговорност. Гледате, ако некој сака да искомуницира за нешто и да признае дека направил нешто, имате луѓе кои што ќе го разберат, едноставно ќе му речат, слушај, храбар си што ми го кажа, не било окей што си го направил, ама самото тоа што ми го кажуваше храброст, окей, коригирај се. Може нареден пат да зборуваме за кога некој ни сгрешил. Ова е интересна тема. Кога некој ни сгрешил, кога можеме да бидеме сигурни да го прифатиме назад во нашиот живот и да знаеме дека нема да не зезне пак, нема да не зафркне, нема да ја направи истата грешка, затоа што има начин како да го прифатиме некој назад во нашиот живот кој што ни сгрешил и да на некој начин сме релативно сигурни дека нема да ни сгреши пак. Има метод како тоа да го знаеме. Може би убаво да имаме тој лайф да зборувам на таа тема. Но гледайте, ако имате некој човек и тој е чесен и е добар и едноставно сака да превземе одговорност, ми текнува кога бев мал, скршив прозор кај еден комшија и криев 2 дена дека ја го скршив прозорот. Мајка ми цело време прашуваше, дај кажи ми што ти е, дај кажи ми што ти е, дај кажи ми што ти е. Ја не, вториот ден не можев да издржам
кажав на вајка ми и готово. После тоа ми помина све, се врати трчањето, се врати играњето и се врати безгрижноста. Така да, поентата е дека нашата одговорност е, ама да знаете, живееме живот. Никој не е светец и никој не може да направи, да живееме и да не направиме ни една грешка. Убаво е да преземе одговорност за грешките кои што сме ги направиле, баш за да имаме поголем ефект и причина врз нашиот живот. Затоа што се случува кога ќе сгрешиме? Ете, што се случува кога ќе сгрешиме? Кога ќе сгрешиме, ние уствари сваќаме дека сме сгрешили и се повлекуваме после тоа. Сакам да прочитам еден дел, баш го има овдека убаво објаснато. Вели вака: колку повеќе акции од човекот еманираат, кои што не можат да бидат искусени од другите, толку по-лош животот на човекот ќе му стане. Повторно од Хабарт едно цитат. Вика, кога човекот ќе препознае дека бил лоша причина, зашто причинал нешто лошо, бил лоша причина, или дека имало премногу лоши причинувани, или кога веќе имало многу лоши причинувања, човекот прекинува да причинува нешта. А тоа е, вика, една несреќна состојба на битисување. Ако ние препознаеме дека сме сгрешиле, така, без да преземеме одговорност за тоа, човекот инстинктивно ќе се повлече. Си вика, глеј, немам контрола врз моите акции, причинувам лоши работи, човекот ќе се повлече. Не, убаво е да речеме, окей, ја утнав работава, како можам да надокнадам штета, како можам да надокнадам на некој што сум сгрешил. И, ако сакате да го најдете начинот стварно, како да се вратите у таа состојба, јавете ми се, поради тоа што има многу паметни начини на кои што можете стварно да ја вратите своето убаво чувство, дури ако сме им сгрешили на некои луѓе, како да се надокнади штетата што сме направиле. Јавете ми се, можеби е добро да направиме консултации на таа тема, за да можете вие да се чувствувате убаво, ако е сгрешено на некого, и како тоа да го кажете, или како тоа да го направите ако не сакате да го кажете, или што и да направите за да се чувствувате поубаво во врска со некој човек на кој што можеби сте му погрешиле. Или од друга страна, ако има некој човек кој што ви кажува дека сгрешил или дека направил нешто кое што не е окей, знам дека не е лесно да се прифати тоа, затоа што никој човек не сака да му биде сгрешено, но ако има некој човек кој што гледате дека вистински презема одговорност, сватил дека направил нешто кое што е недобро и се реформирал во неговиот живот, можеби може да му се даде повторно шанса на тој човек, ако стварно разбери, ако стварно свати и ако направи некои конкретни работи за кои што ќе збориме во еден од наредните лајвови. Затоа што, гледайте, луѓето ќе направат грешки, нема кои не сме направиле грешки, не сме ние светци, и можеме да ги коригираме тие работи. И кога ќе преземе одговорност за работите кои што сме ги утнале, животот е поубав. Ама гледайте, ако правиме работи кои што другите можат лесно да ги искусат, лесно да ги соочат, со други збори, убави работи креираме за нив, ние се чувствуваме убаво и ги правиме нив да се чувствуваат убаво, и они затоа што се во добро расположение не ги мотивираме да не направат нешто лошо, ги мотивираме да не направат нешто добро. На тој начин се заштитуваме и себе. Значи, ако ја креирам убави работи за некој друг човек кој што може лесно да ги соочи, лесно да ги искуси, тогаш тој човек сака да ми врати со добро. Гледате, се заштитувам јас. Јас сега можам лесно да ги искусам тие работи. Ама ако некој човек причина некој друг човек нешто негативно, тогаш тој човек врз кој што тој му причинил нешто негативно, он е мотивиран да му врати сега на овој првиот негативно, и сега на првиот човек ќе му биде тешко да го искуси тоа, затоа што и од сам он причинил штета. Луѓето на кои што ќе им сгрешиме работата, после тоа можеме да ги мотивираме, ако не си они стварно разумни, да ги мотивираме да ни вратат на начин на кој што на нас ќе ни биде тешко да го искусиме. Така да, причинувајте ги работите кои што се лесно другите да ги искусат. На тој начин ќе ги мотивираме да ни вратат субаво. Ама од друга страна, и ние ако можеме да искусиме работи, без разлика дали е болка, дали е викање, дали е нешто негативно, и ако можеме да го соочиме, и ако можеме да го искусиме, нема да бегаме од тоа. У животот ако постојано бегаме, активираме страв. У животот ако постојано бегаме, активираме страв. Живот полн со страв не е среќен живот. Мораме да ги соочиме работите во нашиот живот. Со соочување ќе ги решиме, ќе ги справиме.
Првото нешто. Доколку има луѓе кои што едноставно или ситуации кои што не ви се лесни да ги искусите, треба да идете на завар, идете на завар. Треба да отидеш на доктор, страв ти е, иди на доктор, прегледај се. Страв ти е да збориш со сопругата за некоја тема за која што на цело време се љути, збори, најди убав начин, гледате ги некој од претходните лајвови, претходниот беше на тема комуникација, направете го тој муабет. Не ти сакаш да збориш со шефот за да добиеш зголемување на плата или поголемо работно место, но страв ти е што ќе каже, збори. Соочи се. Животот ќе стане поубав. И ако шефот или кој да е каже нешто кое што не е окей, соочи го. Но прави работи кои што се толку креативни, конструктивни и добри, да другите луѓе можат лесно да ги соочат и лесно да ги искусат, за да им е убаво нештото направено од нас, за да можат и тие да ни вратат субаво. Ете, за да може да ни вратат субаво. За да можат и тие нас да не наградат. Окей, тоа е поентата на овој лайф. Бидете волни, не бегајте. Соочете се со нештото. Соочете се со работите. Не бегајте од работите, соочете ги работите. Среќата доаѓа од соочувањето. И второ, правете убави работи на другите луѓе кои што можат лесно да ги соочат. Затоа што креација на негативни работи на околината, прво нас не прави се чувствуваме грижа на совест и да не се чувствуваме убаво, и второ, искрено ги мотивираме другите луѓе да ни вратат на истиот тој начин и станува еден зачаран круг. Нели? Зачаран круг. Мајка ми имаше убава поговорка, вика, попаметниот попушта. И вистината е тоа. Попаметниот е поразумниот и тој кој што знае дека на лошото со лошо се враќа, на убавото со убаво се враќа. Така, убавиот збор и железна врата отвара, тоа е вистина. Океј? Бидете волни да соочите работи, да искусите се и правете ги оние нешта кои што другите можат лесно да ги искусат и да бидат со кои што може да бидат срекни. Што помалку работи имаме да криеме, што помалку штетни работи правиме, тоа сме посрекни, тоа сме послободни од што? Слободни сме од нашите дела, кои што ако ги имаме позитивни, ако се убави и ако се креативни, конструктивни и за добробит на многуте, тогаш немаме што да криеме, се чувствуваме во самата наша креација и причинување е добро, ги гледаме убавите ефекти и ќе сакаме уште повеќе да причинуваме работи. Ако преку нашите дела и причинување гледаме дека другите не ги правиме срекни, ќе речеме, спречи се, не причинувај толку и ќе се воздржиме во акцијата и во среќата, и она што ќе се случи, колку сме повоздржани, колку сме повлечени од животот, толку помалку ќе бидеме срекни. Океј, мислам дека нешто е блокирано со и коментарите, не ги гледам коментарите пред мене, но како и да е, сигурен сум дека лајвот уште трае и ако не трае, јас се изназборев. Имало такви ситуации порано, да лајвот е прекинат, јас се зборам уште 15 минути дека не сватам дека нешто технички не функционира во лајвот. Како и да е, не гледам дека има коментари, се надевам дека сте тука, иако не сте тука, едноставно ќе се разбереме на оваа тема во некој друг лайф. Ви посакувам убава вечер. Ви благодарам што креирате убави работи врз мене. Поради тоа што сите овие коментари што ми ги кажувате се преубави и се надевам дека ја креирам убави ефекти, убави емоции кај вас. Ве сакам, ве почитувам, ве обожавам. Се гледаме повторно во петок. Поздрав. Чао.